Влегвам јас внатре. Значи сега следи дали го имате гледано тетовирање филмот. Значи истото следи сега, што ќе ви го кажам. Исто го следи. И влегвам во другата соба во петка. И од таму дома ме донесија на домашен притвор, од домашен притвор в затвор. И влегвам внатре и тој лежи на кревет. Нема ни кебе ни перница, имаше од направена од дуксерка, ни кебе ни чаршав, на лајната лежи ни тоа. Лежи. Добро вечер и тој, стар човек, 60 и нешто години. Добро вечер ми вели момче, добро вечер му велам. И натре смрди собата, многу смрдеше. И имаше еден џогер, ја шампони што имав дома што ми донеса ова она за капење. Му велам, ај му велам да и чистам, му велам срико. И тој, ако ми вели бе момче и чисти си ми вели, наш не заклучија двајца внатре, му велам сега ќе има шоу, ќе го сулам овој, мора си го правиш интересна робијата си ја правиш. Ако пропаднеш онака психички готово, еби се, ама пропадна в затвор, ќе ви кажам. Поинтересно ми беше притворот колку затвор. И ми вели, ајде чисти момче, тој така збораше, ма оцело беше. И турвам се во тој џогеро, шампоно во она, мешам вака и чистам се, бришам вака, џогирам. Да мириса убо смрдеше, не можев да поднесам тоа. Сажата спардеше. И чисти фон и тој, шубо момче, замириса, и вака сега ли загла, замерак, вели, шубо. Не велам замерак, добро, од кај си ти бе, си кому велам. Ми вели, од тој то село. Му вика, слушај ми вели, пиле ми вели. Јас вели бев многу пијан вели. И вели дојде, овој ми вели комшијата, од кај авлијата вели, кај него вели, влегват кај мене песоите негој вели. Од кај него, кај мене вели внивје, аз вели си садам домати вели, крастајчиња вели си садам, тие песоите негој вели ломпрат, вели прат, маните лајклуѓе. И ми вели, одам кај него, јас пијан, му вели, море комшија вели. Ја пијано вели, малце на ракија вели, море комши вели, му велам. Ки клаш вели мрежа на авлијата вели или не клаваш му велам. И тој вели, бе чичо вели, ми се натопори вели вака и ми вели, ќе клам јас ко ќе сакам. И мајка ти му вели в пичуник да ти ја ебам, ќе клаш ти ко ќе сакаш вели, дрнкена вели, ја долу со стапо вели поглед, гостев така вели и дома си вели. И по некој сат вели, ги вели полицајците натре вели, едни момчина вели, влего ја вели, вика ти спреми се вели, ама лажи, не беше за тоа. Сажата слушајте спакова. се, не беше за тоа дел. Лажеше мене. И ајде ми вели, спремај се со нас кидиш и јас соблеков вели, малку бев поднапиен вели, соблеков и заминав со нив, ме пикна вели в полиција. Од полиција вели на суд, 8 дена притвори, вели сега. Тука сум сега вели. Добро му велам, убаво си го наместив горе кревето. 12:30 беше сат, ноќе. Гасната лампата се во притворот. Се отклучва вратата и ни носат нов. И кој ми носат, неважно кој, ама моје другарче што помали сме се тепале, глупости све сме правеле заедно со него. Ама сам нели по возрастни не се дружиме. Ви зборам за кој сме имале негде 3-14 години. Надвор излегваш со него, се глупираш, звозиш, кршиш џама и правиш глупости. За таков другар ви зборам. Шо го знам, као другарче што сме правеле глупости ко деца. И го пика него, кај си му велам ти, тој, кај си, него му дојде душата, тој исплашен онака, не знам, преплашен беше, што му беше појма нема. Си изгушкавме тука, ајде му велам, ела седи му велам, одбери си кревет му велам, дај му велам овај земи го овде што е карши мене горе, да се гледам му велам улавко ќе злежиме вака му велам да се збораме. И тој, аре вели, кој аре вели, кој било кревет онака збунет, не знае кај, мене што ми беше прв пат. И сега јас демек постар го смирвам, му кажвам, овде како ти е вака, брат му велам, тука се капиш му велам, овде дупчето му велам, ќе си го измиеш му велам, откој ќе ти падни сапунчето. Не, лажам за ова, да ве насмеам малце. И као му раскажам јас демек ко постар тука, демек вамо, тамо му велам, гладен си брат, имам сендвич да ти дам. И се смири малце. И го гледам овде, во вратот црвена линија вака. А му велам, оти бе другар овде вака, море, шо направим, вели, собесив ми вели дома за лустер. И сега го гледам вака. Му велам, другар, му велам, ти сериозен си? Жими најмало вели дома, собесив ми вели, не ќев да се предам ми вели, почна да собесим, ми се скрши вели лустером и падна нагла ми вели, вели линијата види, сварно имаше линија? И му велам, командиром, овој му велам, сварно се бесеше, после кој дојде да ни ја гаси струјата, ти не остае малце, однече во 10 се гаси, ама не остае малце да се видиме, демек еве, ај, да се распознаеме као.
после во еден и нешто дојде да ни ја гаси, му велам сварно се бесеше, да ми вели, пази го, малце ми вели, ти си тука, ритко, као да ме направимо нешто смеа, промени му ги као мислите на детево. Му велам, добро, јас ми се флажи дека овој се обесил, тој сварно дома се обесил за лустер, кај што се криел, не дома, кај што се криел негде се обесил за лустер. И му се направил де црвено. И семе са муабети тука, ова, она, зошто си, ми вели, влегов таму, вели, украдив, скршив ми, вели, то, влегов, украдив, вака и вака, ме фатија, вели, вамо, таму ме дојсеа, бегав, вели, собесив. Ви кажувам накратко. И пак некоја паника ќе офати, ќе дој до мене горе, ќе легни. Ама, ко легна горе до мене, прво беше да се сери. И отико одиш да се сериш во вецето, се пали лампа на сензоре една, так, и се пали светло, ти трај неколку секунди и се гаси. И пак се пали. И оди да се сери тој. Јаре. И се слече го мие газо на туш овака, го мие. Се гледа таму светлото свети, иначе темница, ама ако светнува лампата, да знаеш кај си да не се посериш нешто да не направиш. И се мие во туш овака, и тука јадиш, тука се сериш, за нема то брат, јадиш во притворот, тој оди се сери, слушаш, ама ти јадиш, тоа е то, на све се навикнуваш. И као, тој си изми ми вели, брат, си сери вака, немам да спијам, ја му качи се го, јас сум крив што го викнав горе. И тој изгледа неубаво измиен, кога го измие газо, не се избриша онака од водата што му капеа капките. И тој горе кај мене на чаршафо се качва и легна тој од другата страна вака, нозете овде ми ги пушти, јас моите натаму и да се гледаме да збораме сега. И си збораме шо едно 20 на минути зборавме сигурно, ово најми вели ми се приспамо, ти му дадоа хелекс да мани, тој мана хелекс, се напи хелекс, јас да ја зепам че петка бам, тој хелекс јас да ја зепам, лоша комбинација, лоша спојка бате. И замина да легнува и пичку матер, мене ми мириса нешто на лајња. Шо ми мириса вака на лајна, си викам, пичку, море му велам, го станмам, му велам, ти бе си измил, му велам, да бе ми вели брат, си измив ми вели, се фаќа па улаја вака, натре губиш контрола луѓе, значи, не знаеш, се фаќа вака па и се гледа, нема ми вели лајна и после, шо направив слегва од кревето, оди ги мие рацете. Значи, натре нема, натре си изгрешен. И ми мириса на лајна, јас се осеќам, добро му велам, мајсак, стој, од апчето ме фатја, спијам, онака, заспивам. И станвам са бајле, мене не ми се интересни работите од ти ги знам. И као станвам, зашетнан са не знам, ама ни извадо, ама дали в трети или четврти бевме или последни, не можам са да ве лажам, ама не извадо. Не знам кога. И сега, кога гледам кревето, кај што седеше тој со газницата, со дупчето кај што седеше, вака е на линија со лајња, жолта. Пичко матер, лајна викам ми ги направи, а овај што ги направи лајна чаршафите од убицата што ми ги даде, што бе во тројка предходно. Сега си викам му ги направи лајна на човеко, како ќе му ги вратам, а ми рече да ми ги вратиш. Леле, сега му викам, ај не ми ги направи, се секирам, сега си викам во проблем сум, лајна му ги направи, како да му ги вратам со лајна. А не може да ти дојдат дома на посета, а ако ги вратам овие за дома, да ми ги перат и да ми дојсат нови, не си никако, разбираш? Шо да правам сега, како да правам? Пичку матер, ништо станваш, станав јас тој чаршафо. И таму кај што имаше лајна вака малце со шампонче, вака го истријав, му викам пичку матер, брат, му гледај што направим, му не се мој на лајна сум спиел, пичку, онака него ми падна луѓе, на лајна сум спиел, разбира, тој, значи се сереше, не го измил богазо, ми се качи горе на кревет, лајна ме направи. И ги измив онака гостев, малце се поштузи, се подсуши, дури бевме на шет на вамо, таму си опостелив, и ми вели, брат, јас сакам де миркисар, ми вели. Му велам, таму улав ќе ти манат месечна, му велам, земаш кокаин, паники, имаш, ќе те манат за наркоманија, му велам, ќе ти манат инекција, му велам, месечна улав ќе станеш, му велам. Не бе ми вели, брат, таму по-убаво ќе ми биде, ми вели телефонче, ќе си имам едно друго, ми вели. Сажата ти си знаеш, му велам, брат, како сакаш, оди, му велам, баре за Демир Хисар.
И тој оди кај докторката, му кажам, вели, јас сум зависник од кокаин, му вели, имам паники, можам му вели да се убијам, покушав му вели да се убијам дома, се обесев во лустеро му вели, на докторката му кажа. Ми кажуваше, не можеш да слушаш ти шо збора тој со докторката, ама јас ви кажувам шо ми кажуваше тој шо му кажал на докторката внатре. И убаво му велам му рече, јас уште пак онам, браво му велам, улав му велам, чодиш Демирхиса, му велам ќе уживаш, му велам поубаво ќе ти види таму. Не ојде 2 дена луѓе. Не, чекај, ни донесоја следниот ден нов, од кога побара тој за Демирхисар да оди, сега иди најинтересното луѓе. Слушајте се. Следниот ден, вечерта во 7 или 8, не знам колку беше, ни носат нов од Прилеп таксист. Од Прилеп таксист ни носат. Се откучва вратата, бранг, шкранг. Ги откучат вратата и еден човек, низок прилепчанец, вака со стомачето, комече и келаво. И влегва внатре. И јас само што го видов, знаев дека е специјалка човеко. Знаев дека нешто му фали, знаев дека со овај внатре ќе има смеја и толку, крај. Го видов сам. Ја му велам, бујро му велам, добро дојде му велам, пациент, нов имаме, му велам, станвајте сите, јас одма свеж, внатре, свежина одма, сите на старио, на овој другаро му велам, станај му велам, ебе го новио дојде, пациентот му велам, влезе, добро дојде му велам, брат, да не си гладен, тие го прашват ова, она шо титра му велам, како си, како се чувствуваш одма, тој ми вели, остане, ми вели вака, остане, брат, ми вели, остане, не ме гибе, ми вели, добро му велам. Не го гибам се, ама не можам јас да не го гибам, не можам да не го гибам, таков сум, мора да го гибнам. И нема, издржав, колку издржав, пола сат да не го гибам, зборавме вака со другара, со старо и па му велам, другар, зошто си му велам ти бе? Ми вели, ми ја ебаа жената, ми вели. Добро му велам дека ти ја ебаа жената си затвор. Чекај ми да ти кажам. Седни, го фати во негоите изгледа. Седни ми вели да ти кажам. Јас одма, ајде за слушање, тука сум, досадно е притвор. Немаш ништо што да преш, ке слушаш нормално. Ми вели, слушај сега, ми вели. Јас ми вели, станав за на работа, ми вели, ама колата ми вели, не можев да си ја паркирам пред врата, ми вели, затоа што ми пишат казни, ми вели, го блокирам пато. Македонец беше. Ми вели, ја паркирам едно 300 метри, ми вели, од куќата, имам паркинг таму, кај што можам да ја паркирам, и станувам, вели, ја за на работа и одам, вели, на кај паркингот. И таман, вели, се качив в кола, ме фати, вели, серало, да се серам. Добро му велам. И се враќам, вели, назад, со трчање, јас, вели, дека дебелко не можам толку да трчам, ама може, вели, да се каже едно со трчање дека се враќам. Добро му велам. И откучвам, вели, на брзина, се качвам, вели, горе по скалите. И вели, ја отворам вратата од вецето, жена ми внатре, бегај мори му велам, ти тргни се од тука. И кој ќе го видам внатре, брачет ми вели прв. Значи, не ве лажам, ова што ми го кажва, што ми го кажва внатре, јас ви го кажвам вас, што сум поминал. И ми вели, брачет ми прв внатре со жена ми, тој вели, вака си го затвора, вели, патентот. И јас го гледам вака, вели. Ама вака, значи, во филм влезе човеко, во филм влезе онака тетовирање, значи. И му викам, јас стоп му велам. Го осетив човекот дека не е салам, го осетив. И му велам на другаро овој што собеси на лустер, му велам, дај му велам ова метлата, врзи со ова мајцата, му велам едно шише, како микрофон, јас пиев роса малечки води, и врза тој еден микрофон, као шишето, демек малото во мајцата, ако ве лажам, жими Господ тука да не се мрднам. И врзва тој во метлата, као микрофон, и тој му викам, земи го ова шишето од алоe вера и пиев сок вратре, му велам, пушти го снимањето, и јас му викам, стон спремен, и ова ми вели спремно. Ајде му викам, кажме дуар за телевизијата, што се случи со тебе, зошто си ти тука? Значи тетовирање исто, жими Господ, ви кажувам, не знам кај да одам, привлеквам специјалки со мене. И му го држам микрофонот, вака и тој влезе во филм, ги рашири очите човеко. И вели, шо правите бе заедно во вецето, мамичето, мамињо, да ви го ебам вас, вели. И овој му вели, ништо бе, шо правиме, се мочам. Двата во веце бе, вели, да ви имам пичурнико, мајчин вас, да ви го ебам. Двата во веце. Ко фатив, вели, жената дома, да кршам, да мавам по нив, него му велам, излегувај од куќата да не те гледам, бе. Тој замина, вели, брат. Која фатив жената дома, вели, ме пријави за семејно насилство, вели. Добро, вели, ме осудија за тоа, вели, условно.
условно ме осудија за то, вели, сега, вели, иди страшното, вели. Ми ги зедоа, вели, децата од социјалното дома за семејно насилство, вели. А микрофонот му го држам, тој влезе, се изреволтира човекот, значи, мисли дека е стварно на телевизија и дури, срам да е за социјалното во прилеп, во микрофонот. Ако ве лажам, жим еден госпо, јас се кинам од смеа и му викам зборец, значи, интересно си го направив натре притворот в крај. Му видам зборец, му видам и тој уште поќе. Вели, срам да е за социјалното во прилеп, вели, срам да ги јади, вели, децата ми ги зеда, вели. И таа социјалката, вели, што работеше внатре, лесбека, вели, со таа жена ми, вели, внатре, лесбеки, вели, му помагаше, вели, ја криеше, вели, овде во Битола, во зградите социјални, вели, сегде се ги барав, вели, јас децата. И се одмори, застана. Збори му велам, ајде продолжи. Како беше? Зошто те легна, му велам, не докажа. Вели. И ми ги зедоа, вели, децата од социјалното. И јас ојдов да прашам таа социјалката, зошто ми ги зема децата, зошто, вели, јас немам право да си ги гледам. Нејки вели, да разговара со мене, нејки, вели, да ми обрне внимание, јас, вели, на ливче. Пичка ти на мајка ти. Нојкна мора ќе ти бидам, ќе ме запамтиш. Од дома не те воспитале како, ама јас ќе те воспитам. И му го залепи, вели, наврат. Ме пријави, вели, в полиција за тоа. Ништо, вели, не ми направи. Другиот ден, вели, ојдов кај неа, му отвори вратата, вели, ја гледам вака, пичка ти на мајка ти, му окарав, му, вели, и ја путнав. Вели, му ја затвори, вели, вратата. И си заминав, вели, и ја чекам надворе, свака, вели. Изреволтиран цел. Таа излегва од работа, вели, и јас ја пратам. Таа, вели, стана, ме пријави в полиција и ме кладоа, вели, 8 дена притвор за демнење. Јас не знаев што е то демнење. Што е море му дам то демнење? Море ми, вели, човек да го пратиш некој, вели. Ја пратев, вели, до дома ја пратев. Добро му дам. И, вели, тука сум сега со вас, вели, за тоа, вели. За таа лесбеката, вели, пичката од на мајка му да му ја ебам, вели, со жена ми, се договорија, вели, децата ми ги зедоа и, сега, тука ме пикна, вели, за демнење. Добро му велам. Остаме, вели, сега на рад. Добро, исклучуваме микрофоно, го оставам на земја, овој се кини, другар ми одсмеа, вели, не си нормален, вели, шо преш. И сега тој, сега иди на јакото, слушате сега. И сега тој тоа што му го даде од судо, што му одредија притвор, го чита. Го чита вака, седи. И го чита. И му велам, немој му велам другар. Не го чита, му велам, џабе ќе си прави стрес, му велам, само полошо му велам ќе ти биди. Тој остане. Добро, не ојде враќа 2 минути како што го читаше, жими се најмило, како што седеше вака и само и бао на земја. На земја и мајне во кревето си ја пукна длата. И сега ти не можеш да му помогнеш, грга крв од длата и се помоча. По шорцој беше по едни фармерски шорцој и се помоча. И ова од длата крв долу река. И ние сега звониме на тоа звончето, станав. Умре човеко, му велам, умре човеко! Мавам, вратата иди командиро, шкрап, отвора. Вели, добро, шо мажи да ви мажите, вели, кај, го земат, оти, вели, не го фаќате, да изметите ова крвто, одма изџогирате, не му велам, јас не можам да го фатам, му велам да не излези после дека ние го турнавме, дека ние нешто му направевме. И се тади си тој долу вака го извада јазикот, се помоча цел. Јас прв пат нешто такво видов во животот да пада. Ама му реков, не читај, другар му велам, и не му велам, ќе ти биди, ќе си правиш полошо. Тој не наземи, гранга долу. И дојде брза помош, го крена ја. И сега со овој старо му велам, гледаш му велам, кој му реков да, тој ми вели, читаше ми, вели, не се доначита старио, вели, и долу падна, вели, почна на земји да пишува, вели, на земји почна, вели, и тој дупач старио, тој слушаше зашто е тој затвор, демек за жена му, дека ова со брачет му, и се смеевме тука дека, се смееме, за тоа е, мора да се смееш, падна човеко натре си еба пиперо.
командирите, бам, ми викат Ритко да не го изнервира ти човеко нешто, не бе му велам. Добро ми вели, оти ти си по тие работи. Јас знаев, затоа и не одам да му помогнам, оти ќе мислат дека јас нешто му направив. Разбирате, значи ко падна, дојда си окрена ти, командирите ми, да не му направи ти ми вели нешто Ритко, оти ти си по тие работи, вели да не го изнервира нешто. Не бе му велам, жими се, не бе му велам, праша ги ја овие цимерите, не бе му вели, ништо не му направи, ко тој му рече, вели, да не чита то писмото, вели, овој старо му вели, да не чита, вели, од то писмото што му е пишено, вели, таму, оти, него ќе му биде на човеко, му вели, овој на командира, добро ми вели. После 2 сати, го донесо од болница со чалма, бака. Му велам, само што го пикна, оџа, му велам, виде ко ти реков да не читаш, и тој, демек едно. Демек. Тоа е демек.